Атанасовски, Македонска каменица, прилично, да речам, стабилна општина финансиски, но за жал мрзеливоста на претходниот прв човек на општината и претходната власт придонела до тоа да не се реализира ниту еден проект. Верувам дека вие не сте имале проблеми со долгови, со наталожени побарувања, но сепак не се реализирало ништо. Каква беше состојбата кога дојдовте као градоначалник, верувам, од аспект на нереализираност на програми и проекти? Добар ден и од мене. Јас најпрво би сакал да ги поздравам сите присутни во салата и да ви се заблагодарам за овој навистина прекрасен настан за овие 2 дена. За минатото работење на мојот претходник не би зборувал, бидејќи доказ е за тоа што сум јас сега тука. А значи, ако било добро, немаше да бидам јас тука да зборувам на таа тема. Јас повеќе би сакал да обратам внимание на проектите што ги имаме реализирано и кои што се реализираат во текот на оваа година. Би сакал најпрвен да се заблагодарам на мојот тим кој што работи заедно со мене, на советот и советниците кои моментално денес се тука со мене, на општинската администрација. Така, доколку имате некои прашања во врска со проектите, ќе се надополниме на таа тема. Значи, кога ќе земеме во предбирто од областа на инфраструктурата, на патишта, улица и канализации, досега можеме да се пофалиме дека имаме изреализирано некаде околу 8 километри асфалтна површина, улици во вредност негде околу 36 милиони денари, водоводната канализација во централното подрачје на Македонска каменица е финиширано, значи ние веќе се посветуваме на руралните средини, посветуваме големо внимание од областа на спортот, каде што ние како општина даваме, тоест ги помагаме клубовите со некаде околу 6 милиони денари, помагаме од областа на културата со некаде околу 5,4 милиони денари, вложуваме во образованието, едни од најголемите, тоа е за нас проекти во оваа година, вклучувајќи ја 23-та година, каде што ќе даваме ваучери за прво оделение за учениците во вредност од 3.000 денари, стипендии за средношколците во вредност од 20.000 денари, еднократни помошти за социјално ранливите категории, зголемување на платите во општинската администрација и во јавното предпријатие и воведување на јубилејни награди во општината.